Кочани синоќа се спасуваше од вода. Подрумите и дуќаните многу брзо подројниот и обилен дожд ги претвори во базени. Улиците беа претворени во реки, а автомобилите од премногу вода беа во голем ризик. Од силниот ветер оштетени се повеќе паркирани автомобили од паднати грањки, а на некои места и цели дрвја. Впечаток е дека градот одамна не памти ваква водена бомба. Интервенираше територијалната противпожарна единица, доброволното противпожарно друштво, територијалната противпожарна единица од Штип и граѓаните беа секако на помош во санирањето на последиците од ова елементарна непогода. Денес се санираа последиците и активни беа не само јавните предпријатија и граѓаните. Апаратите синоќа до еден вечерта изнасаме, фали и пожарната што дојдоа со пумпите, помогнаа они највише с тие пумпи што нову вода iscrpаа. И некуке ни се уништено, фрижидери, фритези, се што имат машинки, столчиња, се хаос тука, ломет. Ние чистиме за сабаре до 4 сата. И се тоа правиме. И те ошима. И сталажите. Сите дворови овде што ги гледате се наполнија подрумите. Соседот и колото му се наполни дека во подрумот. Кај мене прв пат, ова куќа е 55 години стара, прв пат да се наполни подрумот. Решетката овде што се стави се затнува дека се мали отворите и не знаеме, секој нареден дожд ќе биде вака. Освен во Кочани, проблем со поројниот дожд и силните грамотевици имаше и во Штип. Удар на гром изгоре телевизори, интернет рутери и модеми кај повеќе семејства. Што во вакви случаи препорачуваат од Организацијата на потрошувачи на Македонија? Случајот на рутерите, тие се во собственост на телекомуникацијските компании кои што ги поставуваат нели во нашите домови за да можеме да ја користиме нивната услуга, значи најпрво граѓаните треба да се обратат таму со цел да им се заменат тие и да можат понатаму да ги користат. Меѓутоа во случајот на она што е наше, во смисол на телевизори или некои други апарати кои што се собственост на самите потрошувачи, во тој случај бидејќи станува збор за виша сила, не можат да се повикаат ниту на гаранција, ниту пак можат да ги заменат. Согласно прогнозите на синоптичарите, синоќешните апокалиптични слики многу лесно може да се повторат во наредните денови. Нестабилност на повеќе места се очекува во среда и во четврток во попладневните часови со пороен дожд и силни електрични празнења. Информираат од УХМР. Од овие причини од општина Кочани повикуваат на зголемена предпазливост за заштита во наредните денови, но и повикуваат да се пријават штетите. Општина Кочани е својата веб страна и во едно шалтерската канцеларија има доставено образец преку кој можат граѓаните да ги пријавуваат штетите. Еве на овој начин ги повикувам сите кои имат претрпено штети, дали физички лица, индивидуални граѓани, правни субјекти, да ги земат соодветните образци, да ги пополнат, како би можело комисијата формирана за делување во процека на штетите од елементарни непогоди да ја заврши благовремено својата работа.